Прво треба да бидеме свесни дека ваквите бројки не се големо изненадување за оние кои следат анкети и го следат јавното мислење подолго време. Луѓето живеат полошо, има енергетска криза, има економска криза, светот се соочува со една небезбедна ситуација, Европската унија нема јасна перспектива за проширување, ниту некаков динамички план кога тоа ќе се случи. И во принцип сите тие фактори заедно, најмногу економските, така наречени pocketbook issues, влијаат на тоа луѓето да сметаат дека нивните општества се движат по погрешен правец. На тоа треба да се налепи она што го нема во анкетата на ЕРИ, но го има во сите други истражувања, а тоа е така наречената ендемска корупција на Балканот, системска корупција која луѓето ја доживуваат како нешто што ги разочарува подолго време и ја одзема перспективата. Сето тоа заедно нормално е да роди еден широко распространет песимизам. Точно е дека со 1% Никола Груевски е посочен од респондентите, а повеќе од сегашниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Меѓутоа имајте предвид дека сите политичари, првите 5 на пример, се движат во распонот од 4% до 7%, што е во рамките на статистичката грешка на анкетата. Вкупната приказна таму е дека најголем дел од респондентите, скоро 50% немаат доверба во ниту еден политичар. И тоа е вистинската голема слика. Мислам дека сите сме фокусирани на оваа мала коска која ја гледаме помеѓу 5 и 7%, а не гледаме дека 50% од респондентите велат дека немаат доверба воопшто во било кој политичар кој е сега актуелен. Тоа е големата порака која праќа електоратот, а не дали Христијан Мицкоски, Ковачевски, Груевски имале 2-3% разлика еден помеѓу други. Сепак се тие 1/10 од сентиментот вкупен на граѓаните кои вели дека во моментот нема доверба во ниту еден политички репрезентант. Во оваа ситуација, тоа што може да го подобри оптимизмот, извинете, кај граѓаните, е можеби некаква заедничка национална надполитичка визија за тоа каде државата ќе се движи. Во основа тоа што го гледам во анкетите е дека луѓето се очаени за промени, за некакво движење напред, и толку се очаени за промени што се можеби подготвени да ги направат тие промени на полошо, да се откажат од сегашниот пат од ЕУ, ако не се понуди некаква нова перспектива, и дополнително во таа смисла се очаени за лидерство. Мислам дека старите политички елити, ако сакаат, постојните политички елити, ако сакаат да имаат политичка иднина, морат да седнат и да понудат некаков надпартиски, надполитички консензус across the aisle, што ви рекле, кој ќе понуди некакво динамизирање на подобро утре. Некаква перспектива како тоа ќе се движи кон подобро утре. Додека тоа не се случи и додека граѓаните не поверуваат дека постојните политички елити ги ставиле потребите на граѓаните и трансформацијата на општеството над своите партиски агенти, таа доверба ќе продолжи да опаѓа.